Добар ви ден, драги гледачи, добредојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. Оваа наша емисија ја посветуваме на тема инклузивен туризам. Наша и ваша гостинка е Славица Стефановска, секретар во Сдруженијето за глави наглави Охрид, но и менаџер на хотелот Далјан. Драга Славица, хотелот Далјан се смета и важи за еден од оние хотели кои што навистина работат на унапредување и развој на инклузивниот туризам. Впрочем, таму сите вработени го зборуваат, го толкуваат, уствари, така, гласот на оние кои што не слушаат. Повели. Благодарам се поканата. Ми е драго дека ќе проговориме за инклузивниот туризам. Доаѓам од хотел Далјан, кој што сме пионери во развојот на инклузивниот туризам во Македонија, во две насоки, во насока на тоа дека нашите гости се гости лица со попреченост, а од друга страна и вработените во хотел Далјан се лица со попреченост, така да канас инклузивноста е навистина во сите сфери на работењето. Колку вработени имаме и оние кои што нема таква попреченост го научиле да зборуваат, да се разбираат? Половина од моите вработени се глуви лица и официјален јазик во хотел Далјан е знаковниот јазик или јазикот на знаци, го зборуваме сите. Јас го зборувам како мајчин јазик. Тој е нашиот начин на комуникација, бидејќи и многу од нашите гости се глуви лица. Хотел Далјан всушност е и дел од Националниот сојуз на глуви наглави на Македонија, така да и нашите гости се глуви лица. Славица, кои се најголемите предизвици со кои што се соочуваат туристите со попречености? И не само глуви и наглави, каква едноставна инфраструктура имаме ние во нашата земја? Кога зборуваме за инклузивниот туризам, сакам да дам првин еден мал осврт што е инклузивниот туризам. Тој е најбрзо растеча гранка во современиот туризам и сакале ние или не како туристичко стопанство, сепак ќе мора да се прифати и да се применува инклузивноста во туризмот, бидејќи токму инклузивноста од сите сфери на човековото живење налесно ми се чини дека може да се примени токму во туризмот и да се надминат тие бариери, тие поинакви погледи на инклузивноста. Инклузивноста или инклузивниот туризам не е само туризмот за лицата со попреченост. Обично така најчесто и ги асоцира луѓето дека инклузивен туризам е поврзан со лицата со попреченост. Да, туризмот за лицата со попреченост е еден од најголемите делови на инклузивниот туризам, меѓутоа тука спаѓа и туризмот, тука спаѓаат и старите лица, и семејствата со мали деца, и луѓето со трајна или повремена оштетеност, луѓето со специфични болести или медицински состојби, така да тоа е еден широк опсег на луѓе кои што би се вклучиле во тој инклузивен туризам. А што значи инклузивност? Инклузивноста всушност значи пристапност. Пристапност. Инклузивниот туризам е туризам кој што е достапен или пристапен за сите. Токму и синонимите за инклузивниот туризам се многу различни, некаде се туризам за лица со попреченост, негде доступни, пристапни туризам, туризам за све, туризам for all. И така. Каква е нашата туристичка инфраструктура во овој поглед? Гледаме дека во светот се прават засебни плажи кои што биле пристапни за инвалидизираните лица и за лицата кои што имаат физички попречености. Каква е кај нас состојбата? Инклузивноста е многу широк поим. Кога зборуваме за инклузивност и посебно инклузивноста во туризмот, мора да гледаме таа инклузивност од многу различни аспекти. Најпрвин, инклузивноста во информациите, во туристичките информации, како да се дојде до туристички информации, како тие информации туристичкиот сектор ги пласира, како можат луѓето да дојдат до информација кој хотел, например, е пристапен или не, како да дојдат до информации за патувањето. Исто така и транспортот треба да е инклузивен или пристапен за сите лица кои што би се вклучиле во туризмот. Туристичкото место, може хотелот вас да ви биде пристапен, меѓутоа колку е пристапно туристичкото место и колку вие како инклузивен турист ќе можете да ги видите сите работи
кои што сакате да ги видите во туристичкото место, така да зборуваме за пристапности во многу различни сфери од туризмот. А за да зборуваме за некој пристапен или инклузивен туризам, мора сите овие пристапности да ги развиеме на некое одредено ниво. Кај нас почна да се прават поединични обиди за инклузивност, меѓутоа сметам дека тоа е една работа на која што мора да има свестрен приот од сите страни, за да може воопшто да зборуваме дека развиваме инклузивен туризам. Или дека сме инклузивна земја, или во најмала рака дека Охрид е инклузивно туристичко место. Така. Рековте најбрзо растечки, верувам и приходите во самиот туризам, кога би развивали инклузивен туризам, би биле поголеми. Вака, гледајќи во светски рамки, 15% од светското население живее со некаква попреченост. Тоа се 1.300.000 луѓе живеат со некаков вид на попреченост. Тоа е огромен неискористен туристички пазар. Се уште неискористен туристички пазар. Меѓутоа, зборувајќи во европски рамки, развиените туристички земји имаат и развиена инклузивна понуда. Тие го имаат својот чекор и во таа туристичка гранка, додека ние се уште ги правиме првите обиди за зборување за инклузивност. Значи, почнуваме од зборување за инклузивност, па понатаму. Огромни се придобивките, огромен туристички пазар. Инклузивниот турист не патува сам, според некои светски истражувања. Инклузивниот турист патува уште со најмалку 1,9, значи со еден турист доаѓаат уште 20 други. Значи тројца. Тие трошат 34% повеќе во споредба со обичниот турист. Сето тоа светското туристичко стопанство го има завидено и затоа и овој вид на туризам е многу најбрзо растеча гранка на туризмот. Од друга страна, не е само туризмот за лицата со попреченост. Европското население старее. Со развојот на економијата, расте животниот век, на развојот на медицината, се минуваат работите. Например, 21% од европското население е старо население со старост над 65 години. Ти имаат и време, имаат и пари, имаат и желба за патување. Сега, кој ќе го искористи тој дел на платежно моќно и расположено за влегување во туристички текови, европско население, за да си го земи делот од туристичкиот колач. Убаво кажавте, ние сме во некој зародиш. Сега зборуваме за тоа додека светот и гради, унапредува. Каква е свесноста кај туристичките оператори, кај агенциите, кај гостителите? Се уште мислам дека крај нас некако нема ли некој ниво на свесност за ваков вид на туризам. Во гостителските објекти нема ни засебни тоалети, немаме пристапни рампи за влезови. Збораме за почетна фаза. Немаме информираност како превин. Немаме информираност. Немаме ни представа што значи инклузивниот туризам. Обично вака низ разговори кога се спомне инклузивност и сите мислат дека тоа е она патека за инвалидска количка и дека со тоа се завршува сета пристапност и тоа инклузивност, најмалку од сето тоа инклузивниот туризам. Со развојот на инклузивниот туризам нема само ние да се зголеми бројот на туристички ноќевања или приходите од туризам. Многу ќе се подобри животот на обичното локалното население, бидејќи како туристичко место ќе се изградиме и ќе бидеме пристапни во секоја сфера. Од друга страна, некои од приватните, посебно приватниот сектор, е многу се свесни дека тоа е иднината на туризмот и вложуваат во инклузивноста, во пристапноста на нивните објекти, меѓутоа тоа се поединечни случаеви кои што не се мапирани. Ние немаме некоја информативна мапа или нешто зборувано за Охрид. Кои од хотелите во Охрид се пристапни? Кои од објектите туристички се пристапни? Во кој кафич
е пристапен за Кои да влезете. плажи се пристапни? Плажи, воопшто да не зборуваме, во Охрид немат пристапна плажа. Кои манифестации во Охрид се пристапни? Бидејќи ние сме град на културата. Колку е Охридско лето пристапно или некоја театарска представа или концерт, Така. или колку од ете, и нашите да има културно-историски. пристапна рампа, нема место за такви луѓе едноставно натре во Центарот за култура. Пример велам. И да имаме пристапна рампа, треба да има засебно место Меѓутоа, за тие луѓе. сепак да кажам некој позитивна страна, значи почнува да се прават првите чекори. Јас бев дел од проектот од ГИС за инклузивен туризам, во рамките на кој се направи прирачник за инклузивен и пристапен туризам, кој што го напишав јас, многу интересен прирачник, кој што го интересира да прочита нешто или да види нешто околу инклузивниот туризам, може да го најде на страната на ГИС, достапен е за сите. Многу интересен, многу практичен прирачник за пристапноста во инклузивниот туризам. Исто така имавме во рамките на тој проект и 3 обуки за инклузивен или пристапен туризам. Едната обука се однесуваше на собствениците на хотелите, на рестораните, на угостителските објекти, околу запознавање со инклузивниот туризам и со пристапниот туризам. Потоа другата обука беше за туристичките работници, тоест за сите оние од првата линија, кои што се директно во контакт со туристите со попреченост, како што се келнери, рецепционери, туристички водичи. Беше многу интересна и многу практична обуката, во смисла како да комуницирате со турист со попреченост. И третата обука се однесуваше за сите чинители на едно туристичко место. Тука беа Лерот од Охрид, од Струга, од Вевчани. Интересна обука, на која што се надевам дека влијаевте малку и дека влијаев, меѓутоа да се размислува во таа насока. На тој начин се кревати свесноста за потребата од пристапност на нашиот туристички град. Така. Мислам дека имав прочитано дека на Акропол имало посебен лифт за геонниси туристите во Атина да може да уживаат и во тие убавини. Колку нашите културно-историски споменици се пристапни, имаме вековни цркви, имаме светско богатство. Колку се тие, за тоа треба да се размислува како тие да станат попристапни за оваа категорија граѓани. Правев некои истражувања за посебно кога опишував прирачникот и претходно во некои мои научни трудови, за колку се пристапни нашите културно-историски споменици. Можам да кажам дека музеите во Македонија се многу пристапни и тие многу работат на пристапноста, меѓутоа колку од нас знаат дека нашите музеи се пристапни. Например, музеите во Битола се многу пристапни, тие имат и баркодови на секој музејски експонат, така да посетителите, посебно глувите посетители, можат да со скинирање на QR кодот покрај тој артефакт да добијат информација зошто и како е да прочитат. Од друга страна, слепите туристи можат преку говорна порака да ги добијат сите тие информации околу дадениот. Така. Исто така имат и тактилни мапи со допирање на експонатот, да ги видат контурите и како. Музеите, значи, навистина работат на тоа. Нашите музеи имаше за слепи туристи. За слепи туристи имаше еден проект со Охридскиот музеј, Сдруженијето на слепи, кај што обезбедија тактилни мапи, QR кодови со информации. Сега колку се користи тоа? Так. То не знам, меѓутоа сепак обид околу тоа. На мојата обука, посебно околу тоа колку е пристапен Охрид како туристичко место и нашите манифестации, во еден разговор со директорката на Охридско лето, кога ја поканив да учествуваат некои од низините вработени на обуката за како да комуницирате со туристи со попречност, таа ми рече дека таа има цел тим кој што се грижи за тоа.
Меѓутоа, колку малку треба за да еден настан биде пристапен или некоја институција да биде пристапна. Значи, не мора пристапноста ние да гледаме дека тоа ќе биде пристапно за секоја попреченост што постои. Значи, можеме на почеток да бидеме пристапни само за оние кои што можеме и да го истакнеме тоа. Тоа не е важното нешто. Значи, лицата со попреченост или не мора да се со попреченост, лицата во подминати години кои што ќе го посетат Охрид, па не се толку подвижни, да имат информација, значи, однапред да си направат план што би посетили, што е достапно, а многу малку е потребно. Например, дали првиот ред ќе биде наменет за таквите лица, за таквите туристи, дали ќе има спореден влез преку кој што тие би дошле без да чекаат ред во гужвата, дали би имале самата организација на концертот, на манифестацијата или на објектот, би имала секако асистенти кои што би помагале, не мора тоа да се плати на асистенти, можеби волонтери од младите или било како, кои што ќе помагаат на тие лица да си го најдат своето место. Многу лесно, само треба да се сака. Не мора целата сала или цел антички театар да биде пристапен. Доволно е да има 10 седишта кои што се пристапни, тоа да се објави дека се пристапни. Например, имат пристап за луѓе со количка или имате асистент за слепите лица кој што ќе ве придружи и ќе ви покаже кај е вашето место, некаде на почетокот секако. Или некој што го зборува знаковниот јазик, еден универзален млад волонтер, не мора да го зборува тој кој знае како знаковниот јазик, доволно е само да се разбере и веќе ќе имате еден голем импакт. Замислете што значи на таква манифестација како Охридско лето да е инклузивна за сите. Да, одлична идеја, навистина. Меѓутоа, колку ќе биде слушната. Да, сакам во овој контекст нешто да кажам. Во соседна Србија има еден настан кој што е прекрасен настан, се вика Ухвати филм. А тој настан кој што се одржува секоја година во Нови Сад под покровителство на Министерството за туризам и економија од Србија и тука значи сите настани, сите проекции, филмови, концерти, изложби се пристапни за секоја попреченост. Има многу делови од таа манифестација кои што зборуваат баш токму за тоа. И темата на филмовите е дека ухвати филм, се вика самиот. Значи да прикажат попреченоста од некој друг агол, да се запознаат и обичните луѓе со попреченоста, меѓутоа и луѓето со попреченост со обичните луѓе. Тука има обуки на волонтери кои што сакаат да научат како да им помогнат на лицата со попреченост, во смисла да во самата концертна сала или во самиот театар, како да ги придружат до седиштата едно друго. Сето тоа е пристапно. Филмовите се титловани за да го гледат глувите или слепите ги слушаат. Луѓето со интелектуална попреченост имаат своји изложби. Многу интересен настан за подигање на свеста на општеството за попреченоста, за видовите на попреченоста и за пристапноста. Што е тоа пристапност? Бидејќи имаат многу стереотипи во поглед на пристапност. И стално нагласувам дека не е најголема пречка или на голема бариера и во развојот на инклузивниот туризам и воопшто кога зборуваме и за попреченост и за инклузија е незнаењето. Незнаењето е неголема бариера. Точно, многу убаво кажано. Славица, како да ги подобриме овие состојби? Свесни сме дека сме далеку од современите земји, свесни сме дека само зборуваме, се уште немаме почнато ништо на дело. Како да ги променуваме овие состојби? Како да се сменат? Преми со подигање на јавната свест. Со подигање на јавната свест, бидејќи гледам дека веќе поединични, посебно во приватниот сектор, тие се многу свесни дека инклузивноста
нешто што го носи современиот свет и треба да се прилагодиме на тоа. Па да имате еден обичен кафич или една кафетерија или ресторан или нешто, зошто да не бидете инклузивни? Зошто да немат ознака на влезот дека сте пристапни за одредена попреченост? Не мора за сите. Само треба да се има добра волја. А од друга страна, кога зборуваме за инклузивноста, едно е инклузивност на објектот како објект, кој што ќе почитува одредени стандарди во смисла на пристапни патеки, на ширина на вратите, на пристапни тоалети, на ширина на ходниците, на лифтови. Тоа е една пристапност. Гледано. Значи, тоа јас го нарекувам архитектонска пристапност. Јас повеќе би рекла дека ние многу заостануваме во другиот вид на пристапноста. Тоа е пристапноста на туристичката услуга. Токму за тоа зборувам и токму цел живот ми се чини и се што имам напишано токму околу пристапноста на туристичката услуга. Тука многу малку и пишани документи има и многу малку и искуство има за пристапноста на туристичката услуга. А тоа е токму што јас го работам во хотел Даѓан од практична гледна точка, значи како вработените да научат да комуницираат со лица со попреченост или како туристичката услуга да биде инклузивна. Без разлика во кој дел од туризмот. Дали е тоа туристички водич или разглед на градот, дали е тоа ресторанска услуга или услуга во хотелна рецепција. Прво и основно, за да во иднина зборувам, за да може и да се означиме тоа кога ќе дојде време, дека сме инклузивни или било како. Секаде во светот, значи инклузивноста се дели на една архитектонска инклузивност, а другата е инклузивност на туристичката услуга. А за да имаме инклузивна туристичка услуга, треба да имаме обука на нашиот персонал. Не мора да е тоа обука на целиот персонал, меѓутоа на оној персонал кој што е директно во контакт со гостинот. И тоа е многу едноставна и многу интересна обука. Ако ми дозволиш, ќе прозборам баш околу тоа. Јас напишав еден многу интересен текст, бонтон во однесувањето со гостин со попреченост. Многу интересно. Тој бонтон се состои од неколку точки и основата, секој кога ќе држам обука, велам, значи, основата на тоа е само да сакате. Како што сакате вие да се однесуваат према вас, кога ќе бидете туристи, така однесувајте се вие кон туристот. Бидете позитивни, љубезни. Желбата се препознава. Желбата се препознава. Имајте само повеќе страпление, оставите малку повеќе време, бидејќи ќе ви треба малку повеќе време за да искомуницирате со таквиот гостин. Обраќајте му се директно на гостинот. Немојте на придружникот или на овој на оној. Тој си има свој став, тој е дојден како туриста, бидејќи сакал да биде туриста, ќе му се обратите директно нему. Ќе се разберете, без разлика на попреченост. И она не многу одење во крајности, туку напротив, однесувајте се баш како да е сосема исти со другите. Тој е сосема исти. Така и треба. Така и однесувајте се. Така треба и да се чувствува. Да, тој самиот ќе ви каже што може, што не може. Така. И што сака. Така. Славица, за крај би сакала да ве прашам, ја споменавте Србија и тој фестивал кој што го кажавте, која земја според вас, можеби од регионот, може да ја издвоиме која што е лидер во примената и во развојот на инклузивниот туризам? Многу земји имаат развиен инклузивен туризам, меѓутоа јас некако ја сакам Шпанија. Кога ќе зборуваме за инклузивност, мислам дека Шпанија има постигнато како што е таа секако е водечка туристичка земја, меѓутоа кога зборуваме за инклузивниот туризам, Шпанија е многу развиена инклузивна туристичка земја, каде што не зборуваме само за развиен туризам, морски туризам, со пристапни плажи, со сите стандарди. Во Шпанија се донесени и ИСО стандардите за пристапност на туризмот, ИСО 2019 по иницијатива на Red Stable, тоа е мрежа на шпанска инклузивен туризам. Хотели пристапни,
цели пристапни градови има во Шпанија кои се надпреваруваат да ги добијат неголемите европски и светски признанија за пристапен град, со пристапни рути, пристапни туристички водичи, дури манастирите и црквите им се пристапни. За секако вид на пристапност. Одлично. Селски туризам, туризам на коњи, секој туризам што е развиен во Шпанија за обичниот турист е пристапен и за секој инклузивен турист. Затоа е толку развиена во секој поглед. И има еден ланец, тоа ми беше многу интересно, ланец на хотели со 5 звезди во Шпанија, кои што се инклузивни во секој поглед. Браво. И тие се врв и во светскиот туризам. Браво. И сигурно дека ќе бидат одбрани од сите светски туристи. Може би едно нешто за крај да кажам, кога зборуваме за инклузивен туризам, сите имаат представа дека ќе дојде еден автобус со луѓе, со туристи, со колечки, непристапни и дека тој е инклузивен туризам. Не, може би во цел авион ќе имат еден или двајца кои што се можеби стари лица со тешка подвижност, можеби со бастунче или со слаб вид, зредите години го носат тоа, или со слух. Меѓутоа тие уште на старт си одбираат туристичко место или хотел каде што ќе биде пристапно све. Да, каде што ќе може да тоа е инклузивен туризам. Достоинствена услуга. А со инклузивниот туризам, ако го развиеме инклузивниот туризам и сите предуслови како туристичко место да бидеме пристапни во туристичката услуга и во хотелиерството, и во ресторанството, и во нашите културни историски споменици, во музеите, во настаните по кои што сме познати, тогаш јас верувам дека ќе имаме многу шаролика клиентела, меѓутоа од друга страна многу ќе се подобри квалитетот на животот на нашето охридско население. Не само за лицата с попречност, па сите старееме, а сите сакаме да се прошетеме. Сега, на која плочка ќе се сопниме, или каде можеме да поминеме, или каде негде можеме, ако не сме толку способни да одиме, на кој ред и каде во прв ред ќе седниме. Така е. Славица, многу ви благодарам на издвоеното време. Навистина сте непресушен извор, посебно на оваа тема. Многу ви благодарам и посакувам во некоја следна емисија да зборуваме дека нешто се случува и дека веќе нешто се прави на оваа поле. Благодарам многу на поканата. Ова беше малку така неврзано зборување, чепнавме од секаде помалку. Меѓутоа, ете да позборуваме. Да проговориме. Можеби некој ќе не слушне, да, ќе му потикнеме некому, ете да размислува во таа насока, а ние како град мора сериозно, се надевам дека во соработка со туристичкото стопанство, меѓутоа локалната самоуправа, време е Охрид, како што ни е убав, да го направиме светски во овој поглед. Така, ви благодарам. Благодарим на вас на поканата. Почитувани гледачи, вам ви благодариме на вниманието.